Продолжуваме со она што утринава го најавивме, значи 3 пати неделно со седма сила. Се уште немаме подготвена шпица за овој дел од емисијата, се надевам наскоро и тоа ќе биде. Важно ние почнуваме седма сила, мои денешни гости, Ненад Јовановиќ, колумнист, Зоран Иванов, колумнист и еден од доајените на македонското новинарство. Добро утро. Добар ден, добро утро. Сакам да разговараме за една тема што е типична за овој предизборен период. Именно партиите имаат две тешки задачи: да го анимираат мобилизираат своето членство, но свесни дека тоа не е доволно за изборна победа, се концентрираат на неопределените, кои што анкетите покажуваат пред секои избори дека се значителна бројка, 30 до 35%, зависи од година во година. Иванов, дали овие избори ќе се засниваат врз излезноста или одлуката на неопределените? Според сегашното расположение на јавноста, судејќи според некои анкети колку и тие да не се автентични и веродостојни, априлските избори веројатно ќе бидат со најголема абстиненција на гласачкото тело. Две причини. Прво, мотивот е многу низок и според некои вака мои согледување и следење на дневните состојби. И второ, што навистина луѓето се иселија и од македонскиот, условно да речам, и од албанскиот гласачки блок. И тие што се надвор од Македонија немаат никаков мотив да се вратат дома за да излезат на гласачките места и потоа пак да се враќаат на своите прибежалишта некаде во Европа и по Америка. Од тој аспект точно е ова што и вие го констатиравте на почетокот според мене, дека излезноста ќе биде главниот фактор за тоа дали изборите ќе бидат успешни во смисла, дали брзо може да се направи влада, дали ќе има доволно разлика меѓу политичките партии во гласовите за да нема дилеми околу составот на новата влада, да нема дилеми околу тоа кој може да направи коалиција и кому претседателот на државата ќе го даде мандатот. Се на се, да видиме кампањата, рано е се уште, да видиме кампањата што ќе покаже колку политичките партии ќе успеат да ги мотивираат луѓето да излезат од дома и да се појават на гласачките места. Јовановиќ, ова немала категорија на граѓани, зошто е постојана во една таква ситуација на неопределеност, неизвестност, дали тоа скептицизам или цинизам, како вие би го нарекли? Има добро ви адресирате во тоа дека има одредена доза на цинизам и скептицизам, но ја повеќе би го исчитал ова прашање како еден вид одговор на прашањето дали беше поарно тогаш и дали беше подобро денес. Ако ги следиме компаративно анализите и показателите во некоја феноменолошка или во некоја антрополошка смисла измеѓу СДСМ и ВМРО ДПМН, ќе видиме дека самата архитектура на власт е многу поразлична. Ќе видиме дека оваа влада, јас не ја глорификувам власта како еден тоталитет на моќ, него гледам дека има своја стратегија, има своја програма и има своја цел. За да може ние да се одредиме која власт е условно речено добра, а која е лоша, треба само да ги видиме нејзините постапки од кога почнала да владее до денес. Факт е дека оваа власт со сите нејзини мани е проевропска, прозападно ориентирана. Факт е дека го реши горливиот проблем со договорот од Грција, ги реши билатералните спорови со сите соседи во земјата, што беше предуслов, клучно и важно да се адресира на тоа, предуслов за влез во Европската Унија, бидејќи Европа нас многу јасно ни кажа дека главните и приоритетни задачи на земјите од Западен Балкан е се да ги решат споровите, билатералните спорови со сите комшии. Кај нас денеска се тривиализира промената на името во една, како да ја наречам, една таблоидна дефиниција, дека они нас ни го смени името, а ние за возврат не добивме ништо. Па баш напротив, ние добивме многу тоа што не сме го добиле последниве 30 години. Значи го либерализиравме овој простор, медиумите ги припитомивме и почнавме да влегуваме во некоја соработка со... Значи земјава се отвори и влеговме во некаква цивилизирана соработка економска, политичка и културна. При тоа, оваа власт со сите нејзини дубиози и проблеми од наследеното ВМРО ДПМН, што владееше практично 10 години, покачува плати,
ги зајакнува ранливите категории на граѓани, вклучува граѓански организации, значи не е дискриминаторска, значи тоа е многу важно да се каже, за разлика од претходната власт што беше, и во некоја смисла сакам да кажам дека ние не смееме да бидеме циници, бидејќи тоа е една врста на болест, ако кажете дека сите се исти, тоа значи дека го барате ВМРО да се врати. Ако кажете дека во сите овие 2,5-3 години дека и овие се исти како претходните, тоа мислам дека прво е инфантилно и второ е политички и детски наивно да се каже. Иванов, таа синтагма сите се исти не е од вчера. Генерално се врти меѓу граѓаните, сите се исти. Дали е баш така и дали е таа погубна заради излезност и демократизација на изборите? Во еден сегмент сите се исти. Значи, ако вака поважно се наблюдуваат работите, се анализираат, прво се согласувам со се што Ненад кажа, централното прашање ќе биде во барање на одговорот како да се мотивираат луѓето да излезат на гласање. Сите се исти во смисла се сведува во крајна линија и според реакциите на оние кои партиите очекуваат да излезат, а не се партиски определени, нели? Луѓето кои бараат надеж за подобро денеска и утре, излегува дека секоја борба за власт, секоја борба на избори е борба за државниот буџет, кој ќе запоседне со народната каса, со тие туѓи незаработени пари. Тој е главниот шеф во државата, тој располага со целата економија, тој буџет, без тој буџет ниту домашната економија не може доволно да работи, значи сите се на некој начин зависни од тоа. Башка непотизмите, вработувањата, привилегиите и така натаму. Од тоа се покаже и оваа власт не е баш имуна. Но ова што и Ненад го говореше. Јас ова би го кажал и во Курир, не знам ако ме викнат на некој интервју или на некоја изјава. Не дај Боже, ова ВМРО ДПМН повторно да дојде на власт, бидејќи Македонија, не знам, дури тогаш мислам дека ќе заглави во некоја жива кал од која излез нема. Мислам дека граѓаните до толку се свесни, но пак ќе повторам, рано е до 12 април, да почекаме што ќе понудат и во кампањите. Дали Социјалдемократскиот сојуз ќе умее со своите коалициски партнери да се извини за сите грешки што ги има направено до сега, а грешките се огромни, но и жртвите беа огромни по таа партија. Прво, компромисот што се направи за преспанскиот договор, го дурниса и онака лошиот и никаков нас правосуден систем, го дурниса. Корупцијата, условно да кажам, на некој начин за да се добијат уште тие 80 гласа во парламентот, за да помине Преспанскиот договор како една перспектива, отворење врати, нешто што на држава и на сите нејзини граѓани се дава можност сепак да се европеизираат и да излезат од оваа забокречина. Значи, таа цена е преголема и за Зоран Заев и за целиот Социјалдемократски сојуз и на таа карта сега јава раководството на ВМРО ДПМН. Но од друга страна, по оваа партија, која е сега во опозиција, навистина колку и да ги тргаат сликите од нивните кабинети таму по партиското седиште, колку таа мимикрија да сака да прикажат во јавноста, тие уште не најдоа сили и доблест да се, малку е отрцан зборот, да се реформираат, ама да се преобразат, да донесат нови луѓе. Ние се уште ги гледаме истите луѓе што ги слушавме во бомбите кои фрлае од дендеци до не знам како, дали имаш клешти да отвориш вреќи, како вие од полицијата не може тоа да го направите. Мислите дека граѓаните брзо забораваат? Да, граѓаните брзо забораваат. Паметењето е кратко и дека чувањата се многу поголеми од тоа што... И треба, мислам дека во кампањата тоа Социјалдемократскиот сојуз со еден добар, мек, домаќински пиар тоа да го објасни, да се извини за своите грешки што ги направи, затоа што огромно е разочарувањето кај луѓето, посебно во урнисаната надеж што беше во специјалното јавно обвинителство, што на некој начин со сите постапки и околу Преспанскиот договор, што претходно го зборував, и Социјалдемократскиот сојуз носи голема вина што не успеа да го спасе, да го извлече без оглед на дејанијата некакви, нека покаже судот за Катица Јанова и уште некој околу тој круг. Значи, таа лепенка, со таа лепенка сега Социјалдемократскиот сојуз ќе мора да се носи во изборите. Но мислам дека луѓето сепак памтат што беше она ВМРО ДПМН на Груевски, како поминаа тие 10-11 години, сите извештаи на европските комисии беа од долу подолу. Кога зборуваме за паметењето, веројатно добар дел од задачата за да не се заборави треба да имаат и медиумите. Но тие како да почувствуваат дека имаат една релативна слобода кон односот, здодеано од начинот на пиар во изминатите 10 години, каде што за 100 канти се почнува вести,
како да има отпор да промовираат нешто што владата може би го направила, па владата избегнуваше од такви промоции само да не личи на претходните. Се согласувам, на некој начин таа стигма, нели се влече како опашка се уште на човек да му е кој страв. ги фали СДС, знаете, имате една кажа, не на има многу позитивни процеси и во ова дневно живење, нели од социјалата до минималните плати до не знам, економијата, велате во подобра кондиција и така натаму. Услови се подобри. Европа, светот малку поинаку гледа сега на оваа денешна Македонија, отколку што тоа беше во времето на Груевски. Но нашиот генерален проблем е, само уште неколку секунди, генерално во политичкиот живот на државата, што нашите политички партии, главните промотори, судбинските партии за оваа држава и овој народ, Социјалдемократскиот сојуз и ВМРО-ДПМН, не успеја однатре да се преобразат право самите себе, излегува дека со истата доктрина со која живее и работи една политичка партија кога е во опозиција, кога ќе дојде на власт, истите методи, истиот клиентелизам, истата хиерархија, се чека папата што ќе каже, нели? Никој не смее да мрдне додека не слушне раководството, најтесното раководство и шефот што мислат за одредена работа. Значи, институциите се уште не се охрабрени, осмелени, секој што е раководител од најситниот шеф во некоја канцеларија, да може неговиот подпис да важи и тој да се одговара за тој подпис. А министерот треба да остане министер врз основа на резултатите. Ние не се симнае нашите министри и претходните и овие од телевизиските екрани. Ние не ги видовме извршителите на тие дејанија. Една улица кога се гради излегува градоначалникот да се пофали. Каде е тој од улици и патишта, да можат новинари да го прашат зашто следната улица е со дупки. Во таа смисла. Јас би се вратил на една многу важна во вредностна смисла една максима која вели која е разликата, повторно идеме за разликата, за архитектурата на владење, дали се сите исти. Демократија е кога владеат јаки и силни институции, а популизам, авторитаризам и диктатура кога е лидерот најмоćна фигура во една земја, па сега зависи од неговата самоволја кој тука ќе живее, а кој условно речено ќе умира, а некогаш и не е ни толку условно. Сакам да кажам дека разликата е огромна. ВМРО-ДПМН е денес, како политичка партија, според мој вкус и она што го гледам и што го слушам од нивна страна, е темелно неартикулирана. Во секоја релевантна политичка филозофија и теорија се вели оне што не е темелно артикулиран е апсолутно зло. Тие цело време адресираат во кампањата на Заев, криминалната банда на Заев. Значи, има еден слип во фројдовска смисла. Она се што беа тие, си го трансферираат и го исчитуваат во Зоран Заев. Значи, тоа е длабоко погрешно и таа штетна политика, ако не ја приметиме пред избори на Мицкоски, пошто сепак и позицијата и опозицијата е креира некаква атмосфера, креира некаква политика за која ние треба да се изјасниме на 12 април. Сега клучно прашање. Ќе дојде време да се распушти собранието во февруари и тие луѓе треба да влезат во некаква кампања. Немаат ни програма. Старите структури и старите луѓе кои што се последниве 20 години во политикава на директен или индиректен начин се уште во таа политичка партија. Сите горе-долу половина партија им се терети со некакви кривични пријави, со некакви незавршени судски спорови, кои што се навистина мачни и за тумачење и за интерпретација, пошто сите се длабоко криминални. Ако дојдат на власт, повторно тоа ќе биде популизам. Популизмот нивни може да се карактеризира со дискриминирање. Тие секогаш ќе играат на карта на чиста Македонија. Еве гледаме сега и од тој фамозна таа левица, на Тоја Пасиев, кој велат дека ние ќе, ако дојдеме на власт, планираме да го поништиме Преспанскиот договор. Значи тоа не е толку директно Димитар Пасиев на левицата, колку што тоа е некое ехо на Христијан Мицкоски. Мислам, тоа е премногу очигледно, освен за некој лаик што не ги разбира политичките процеси. Значи, мислам дека многу е важно да го запреме овој тренд со сите мани за денешната власт, бидејќи не постои совршена власт, постојат несовршени луѓе, тоа барем на сите треба да ни е јасно. Треба да се одредиме кој е прозападно, кој е проевропски и кој е питом и мек. И кој се грижи реално и опипливо
за граѓаните на оваа земја. Дали ние реално може да бидеме швајцарци или да бидеме холанѓани или да бидеме навистина продуктивни како прозападните земји, ја мислам дека можеме и дека треба да се бориме. Тоа се големи процеси, тоа се тешки процеси, али еве се обидуваме. Ако и оваа власт ја искоцкаме со нашето самозалюбеност, со нашето нарцисоидност, дека сите се исти, тогаш велам и предупредувам дека на 12 април нам лично како граѓани, како индивидуи, како слободни луѓе, ако сакате, не ни се пишува добро. Иванов, граѓаните имаат право да гласаат и да не гласаат. Кај нас е тоа демократски. Може да изедат, може не. Но овие луѓе кои што имаат став дали е добро или не во државата, разочарани од тоа дека сите се исти и дека нивниот глас ништо нема да промени, ги тера да абстинираат, да останат дома, но при тоа има еден дуализам. Тие сепак очекуваат некој друг да ја заврши работа, да гласа, да донесе некоја партија на власт, од која што тие потоцна повторно може да бидат незадоволни. Како тие да ги натераме дека подобро е да гласаат за било која опција, да придонесуваат активно, за да може да очекуваат дека го дале гласот или да се разочарат, но објективно затоа што партиципирале во донесувањето на одлуката. Дали тоа стран? Зошто избегнуваат од да бидат уште одговорни? малку ќе одговорам во која насока ќе кажам што мислам, не ќе одговорам во која насока ќе се движи кампањата. Кај нас вообичаено веќе и во овие 20-30 години скоро плурална Македонија, во сите избори, сите кампањи се водат да се оцени противникот, не да се покаже колку си во нешто подобар од противникот, и тоа гледам сега и ВМРО, нели, што спомна и Ненад, ово е виновен, оно е виновен, никој за себе не зборуваат, нели, ќе направиме, ќе укинеме, ќе правиме, а тоа е се така обланда и тоа луѓето го препознаваат веќе. Јас мислам ова што прашувате околу излезноста и околу мотивираноста на луѓето. Прво, мислам дека нема да поминуваат веќе крупните теми од тоа през Панскиот, НАТО, Европска унија, почеток на преговори и така натаму. Луѓето сепак сакаат уште малку досетат нешто, тргна нешто, нели? Уште малку досетат нешто од дневниот квалитет на нивниот живот. Значи, еве, дури притисокот за вработување не е толку голем, благодарејќи и на конјунктурата, веројатно на стопанството, на инвестиции и така натаму, но и на иселувањето, за жал. Но притисокот за вработување не, има разни програми и така натаму. Значи, луѓето нешто осеќаат, но ние уште како држава сме економски, социјално негде на најдолните скали во Европа. На Балканот тука се крпиме, некаде исто така. Луѓето сакаат тоа да исчекорат малку социјално. Веќе луѓето веќе не ни се иселуваат за вработување. Не се иселуваат. Едноставно ода да земе 1500 минимална плата некаде, од кој 500 ќе плати за стан, 500 за јање, 500 му остануваат дали да ги заштити, дали да дојде до Македонија или да отиде во театар или во кино. Овде со 300 евра плата не може ни стан да плати. Толку. И струјата дома. Значи, за ништо друго нема. Уште родителите или не знам кој. Значи, се нема мотив да се остане во оваа држава. Го нападна ја председателот за неговата метафорична изјава, нели? Иванов, движењето и со станувањето членка на Европската унија, луѓето се движат од една во друга. Секоја нова, и Грција, и Шпанија, кога станаат членки на Европската унија, реално, голем дел и Бугарија им се одсели, па потоа се враќа. Само сакам да кажам дека за сите ви се граѓаните од слушање тоа НАТО, Европско и така натаму. Значи тие вредности сака да ги почувствуваат овде. И тука мислам дека треба да биде сршта на кампањата за овие избори. Пак ќе повторам, се уште е рано да се насети расположението почна на граѓаните. кампањата веќе. Но јас сум сигурен дека, да, кампањата е почната одамна, но јас сум сигурен дека доколку мнозинството граѓани, ова што велите вие, може дома да останат, почувствуваат една загрозеност дека може, нели, да дојде на власт опцијата која до вчера правеше терор во државата, мислам дека во последен момент ќе излезат да спасат тоа што може да се спаси. Нема да го остават Социјалдемократскиот сојуз со сите жртви што ги направи, но и оваа партија мора однатре нешто уште сега да направи, да покаже на луѓето дека има и нови луѓе, и нови пратеници, и нови кадри и така натаму. Ако ВМРО-ДПМН остане со овие исти ликови, што и секој ден ги гледаме по парламентот, мислам дека луѓето веќе им се смеат, но тоа е нивниот внатрешен партиски проблем. Ова што сега Иванов го, како што го кажа на крај, делумно мислам дека моја оценка е дека ВМРО исто така овој пат се соочува не само со анимирање на неопределените,
туку и со дел од своето гласачко перманентно тело, кое што на некој начин по заменувањето на Груевски како да се подели. Има една сега не знам колкава е таа значителна група на порадикални структури во ВМРО ДПМН и почнува некои нови партии да се раслојува. Мислам дека Мицкоски можеби ќе има проблем и своите да ги поддржувачи да ги анимира. Каков е вашиот став? Па, ја немам никаков сомнеш за Христијан Мицкоски. Значи ви велам, прво тој човек е во политичка смисла е непознат. Така дојде дека И пред своите? дека е па апсолутно, мислам, пред они своите? немаат така силна Оти тоа е важно, тоа ми е прашањето, како котира во својата. Значи ја не знам сега како котира Мицкоски во ВМРО ДПМН. Ја знам дека он за оваа политичка јавност, македонска јавност, е непознат човек за така силна позиција за која се стреми премиер на цела држава, па и уште да му ја дадеме цела држава, он да ја раководи. Значи, во самата ВМРО ДПМН е очигледно дека има некакви струјења. Тука го препознавам македонскиот концепт на Петар Богоевски. Тука е, мислам дека во таа реформско крило ќе улета и одличниот градоначалник на Кавадарци Митко Јанчев, за тоа сум длабоко уверен. И мислам дека ќе се обидат некаква енергија да извлечат за нешто што е прозападно и продемократско пред се. Они мораат внатре многу да работат на своето членство, ни демократски некои пракси во самата партија, зборам после избори, да го тргнат ова криминализирано штеточинско ВМРО ДПМН, кое е чиста оставштина на Никола Груевски. Значи, ја немам никаков сомнеш и не сум политички наивец да верувам дека они се прочистиле од таа некаква катарза за авторитарно и тоталитарно владење во овие 11 години и притоа ја не верувам дека они се до крај свесни дека таа политичка партија ВМРО ДПМН е и нанесе толкава брука, толкава штета и толкава срам на оваа земја, пазете, во историјата на оваа земја. Така не била оваа земја посрамена, како што беше посрамена во предходните 10-11 години. Аргументациите кои се велат во така наречената демократска јавност, која припаѓа на западниот дел, на демократскиот дел, па ако сакате и некои структури што биле блиски директно или индиректно до СДСМ, да велат па ние заради тоа ги променивме па дојдоа на власт. Видете, земјава беше урлисана во овие 10-11 години. Сите релевантни политички аналитичари, мислители, теоретичари, сите луѓе кои што значеа нешто во таа европска и светска јавност велеа дека Македонија е киднапирана држава. Јас сум бил сведок, сега ќе кажам една лична рефлексија, на неколку изборни циклуси како ВМРО ДПМН ги носеше луѓето на гласање. Значи ги носеа како бранови. По 15 луѓе ги носеа да гласаат, па имаше вакуум од 5 до 10 минути, па повторно кол центрите работеа, па ги носеа. Тоа е грижа за гласачите. Не е тоа грижа на гласачите, тоа е цинизам, тоа е подценување на македонскиот гласач и тоа е, како да кажам, тоа е монструозен цинизам. Значи, они нас не сметаат како да кажам како идиоти не сметаат. Ова бројка на таа за која што говорите, претежно беа администрација, беа и административци, дали ВМРО ДПМН се уште може да смета на оваа категорија граѓани кои што на сила мора по 8 или 10 останати членови на своето семејство да ги пријат. Тие луѓе беа уценети. Тие би ги немале се. Тие луѓе беа уценети. Тие затоа одеа така. Значи не им се излегуваше на избори, па ги влечкаа за уши и ги носеа да гласаат. Затоа велам, многу е важно во демократско општество не да го реинтерпретираме заборавањето, него едноставно да кажеме дека тие луѓе се тоа и тие луѓе ако дојдат на власт ќе бидат тоа. Без длабока реформа, без извинување на македонската јавност. Значи не може да се играш со така важна позиција во општеството, а при тоа да кажуваш дека еве се ние ќе дојдеме на власт, па ние ќе обновиме Македонија. Мислам, нема да ти ја даеме да ја обновиш Македонија. Мислам, може да се сликаш и готово. Иванов, кога говориме граѓанство неопределени, веројатно тука има значителна бројка на албански гласачи кои што на последните избори се покажа дека исто така има незадоволство од
постојните партии, па добар дел од нив гласаа за македонска партија, за СДСМ. Како предпоставувате дека на овие избори ќе се однесува албанското гласачко тело? Или барем оние кои што не сакаат стрикно да веруваат на едно од партиите? Се за македонска партија затоа што на минатите избори и тоа гласачко тело, дел од нив, во значителен дел препозна дека лидерот на СДСМ Зоран Заев е тој кој навистина може да исчекори нешто што ниту еден од македонските, условно да речем, партиски лидери не успеа во изминатите 25-27 години. Ниту па албански бидејќи самите не може да реторички да, секој за тоа, но во пракса не може да остварат ништо. Во пракса не биле на начин на кој што тоа не биле во моќ да го натераат својот коалициски партнер. Еве Дуи имаше шанси Али Ахмети 11 години или пред тоа уште нешто 14 да го натера Никола Груевски и пред тоа не знам кој беше од СДСМ премиер Бранко Црвенковски или Бучковски еден период да направат нешто порадикално, да ги убедат грците да ги направат сите тие болни оставки што ги направи Зоран Заев. Зоран Заев ќе остане без оглед на се, да не прозвучам апологетски, значи човек и да не биде утре премиер. И да биде некој друг од Социјалдемократскиот сојуз, тој ќе остане во историјата дека тој е тој што отворил вратата не од собранието, туку европската врата и НАТО вратата за Македонија, за да може луѓето да почувствуваат една сигурност. Онаш кога зборуваме дека луѓето забораваат околу твоето прашање, тоа е што луѓето го забораваат. Она генерално, глобално, што луѓето го забораваат. И тие нормално нови избори ќе сака да слушнат нешто друго за својот социјален економски живот, нели? Но едното без другото не оди. Добро е што ВМРО-ДПМНЕ се повлече од тезата на кандидатката за председател Силјановска дека има правни инструменти, дека процесот ќе биде долг и тешок. Мислам дека веќе последниот гласач во најзабитото Мариовско село веќе не му верува на Мицковски, на таа е приказна. Од него сака да каже дали може подобро да живее таму, дали патот ќе му го направи без оглед што не се бори за градоначалник туку за ова. Но има еден друг момент што мислам дека партиите можат и мора да го искористат во овој период, кога зборувам за нови луѓе. За жал, моделот изборен тако како што нема отворени листи, но не може веќе партиските штабови да се бават со кадровска политика од горе до доле во државата. Тие не можат ни во партијата тоа да го прават. Треба да ги препуштат општинските организации. Треба да се демократизираат партиите внатре. Треба да дозволат слободни мислења. Треба да дозволат критика на своите луѓе кои се на истакнати државни функции. Не постои партиска критика дали ние сме слушнале во овие 30 години, за жал ни во овие 3 години, некој од партијата да критикува потез на некој свој истакнат државен функционер. Дали биде тоа министер, заменик министер, државен секретар, директор на јавно предпријатие, на било што, каде што јавноста знае дека нешто не функционира, партијата молчи. Не само што молчи, не проработи ниту метлата на Зоран Заев. Мислам дека сега е шанса во овој период, иако нема отворени изборни листи, да ја отворат партијата и за партиски, и за напартиски луѓе, но не клиентелисти, него луѓе со дигнитет, луѓе кои во својата професија се докажале нешто, имаат авторитет во средината кај што работат. Се уште сме партиска држава, се уште доминираат партиските кадри. Сакам да кажам, ме прашува за теренот, луѓето тоа сакаат да го видат. Луѓето сака ви за албанците да слушам, дали се уште може да гласа. Кажам за албанци, мислам дека не може СДСМ да смета на толкав број сега. Мислам дека и на овие избори сега малку пак ќе се етнички ќе се групира изборниот процес. Што не значи дека СДСМ нема поддржувачи. Ако има своји кандидати, може и повторно за сигурно и во другите националности во албанскиот и ќе има сигурно, претпоставам, зашто таа политика СДСМ успешно ја гради веќе нели со години и мислам дека но не може да очекува лобистичка поддршка од некои влијателни албански средини за да се прелеат албански гласови како контингент на контото на Социјалдемократскиот сојуз, што не значи дека нема да има гласови. Дуи е тој кој се уште располага неприкосновено со теренот. Па не верувам дека сега само Дуи ќе биде. Мислам дека и другите партии на албанците почнуваат да се. Само сакам да кажам дека околу тој клиентелизам што го градеше со години уште е доминантна партија на теренот, што не значи дека ќе биде условно и победничка партија. Прашањето дали овие три други ќе успеат да ја конституираат таа коалиција. Тоа е признак кон демократизација на тоа гласачко тело. Ако меѓу нив не проработи суетата, но израсна за времето на владењето на Дуи, завршувам, израсна на цела нова генерација, условно да речем, албански гласачи и за нив Дуи ништо не им значи. Тие сакаат сега нов ветер. Ивановиќ, да завршиме со вас едно прашање, кога говоревме за скептицизам и цинизам.
кај одредена група на граѓани, можно ли е за секој гласач да го има истото право во иднина да размислуваме за законско решение што некој од соседните земји во Европа го имаат, да биде обврзно гласањето. Значи секој граѓанин да мора да искочи на гласање без разлика како ќе гласа, тогаш би се чувствувале сите еднакво дека придонесуваме на ист начин. Апсолутно тоа е прво секој граѓанин на секоја земја во светот кој плаќа данок има право да се изјаснува политички дали е за една политичка партија и за друга партија. Например, дали мора, ако е законски решено тоаш? Еве во Грција има. Да. Тоа е законско излегување. Значи, бидејќи јас живеам во оваа земја и јас ги плаќам овоземните патарини и лебот и храната во оваа земја, веројатно граѓански, пристојно и одговорно е и должност. Да ми е грижа кој ќе биде на власт. Значи тоа е основен предуслов за некаква граѓанска слободна демократска држава. И ја мислам дека таков луксус не си го даваат дури ни најбогатите земји во светот, да не излегуваат на избори и да велат дека сите се исти. Мислам, не постои две деца исти, не постојат двајца луѓе исти, не постои ништо исто. Тоа се безвестни приказки. И ја мислам дека секој човек треба да излезе на избори, треба да гласа и да заокружи она што може да го препознае како политичка вредност. Ја мојата вредност многу добро ја знам и ја на секој избори излегувам и ќе продолжам да излегувам. И не планирам од оваа земја да си одам. Јас сум тука, ќе се борам и на крајот не само ќе се борам, туку и ќе верувам во тоцку да е, како да кажам, да е олкуцка подобро, ја ќе се определам за тоа подобро. Ненад Јовановиќ, Зоран Иванов, ви благодарам за учеството во Седма сила. Тоа беше последната содржина во утрински брифинг. Ви благодарам за вниманието. Останете со нас и утре во 7:30 часот. Пријатно.